Почитувани гледачи на спортскиот магазин Трибина Дневне телевизија, ново издание во кое што разговарам со фудбалерот Бојан Иванов за неговата кариера и пред се за сите предизвици кои што ги има македонскиот фудбал и она што најново е кратењето на лигата од 2026-2027 на прворугачка сезона, каков квалитет ќе имаме за фудбал во малите средини и многу други теми поврзани со македонскиот фудбал. Најпрво благодарам до вас за прифатената покана и можност да поразговараме за се она што е поврзано со македонскиот фудбал. Ви благодарам што ме поканивте и ми окажавте чест да го кажам јавно своето мислење за случувањето во македонскиот фудбал. Вие сте фудбалер со големо искуство, со прволигашко, второлигашко играјќи за Рудар, Брегалница, Кожув, Слоговиница, Саса, Плачковица, Брера, тука се и работнички, Македонија, Ѓорче Петров, може ќе испуштам некоја екипа, ќе ме да дополните. Сето она кое што досега се случуваше и кое што практично ќе се случува во на сите оние предизвици во македонскиот фудбал, кое е вашето видување и каков е македонскиот фудбал моментално? Па добро, за разлика од пред неколку години, да речеме пред короната, кога беше на едно, да речеме, можеби ниско ниво, веќе квалитетот е подобрен од повеќе аспекти. Пред се инфраструктурно се направија неколку стадиони, како што е во Битола, Куманово е во одлична состојба стадионот, еве во Штип се напредува со градежните работи, веројатно ќе биде одличен во следниот период и со тоа се подобрува квалитетот на лигата. Едноставно играчите имаат подобри услови за да напредуваат, пред се за младите играчи е тоа. И сега кога зборуваме за фудбалот од аспект на надпрварувачки ритам, знаеме дека таа втора лига е фузирана во една, односно имаме една единствена лига, немаме исток и запад како што беше претходно. Колку тоа даде на квалитет? Па секако многу допринесе за квалитетот на фудбалот, пред се на екипите кои што се базираат на домашни играчи. Знаеме дека еден клуб кај нас да функционира, пред се голем дел се финансираат од општински средства и не можат да си дозволат да имаат 18-20 играчи да бидат сите од страна, морат да имаат домашен погон со некои надополнувања од страна за да бидат конкурентни за таа втора лига. Квалитетот е подобрен во втора лига и мислам дека ќе биде за да биде уште подобро. Сега моментално тоа што го најавија, односно вчера што беше изгласано од страна на управниот одбор на ФФМ, кратење на лигата од 16 на 14 и во прва лига од 12 на 10 екипи за следната, односно последната на прворучка сезона 26-27. Ќе има ли уште поголем квалитет и конкуренција? Па да, секој екипите кои што се со помал буџет пред се нема да можат ни да се надпреваруваат во таа втора лига со помалку екипи, истото важи и за прва лига која што ќе биде од 10 екипи, квалитетот таму ќе се базира на играчи од странство, затоа што во втора лига не се дозволени играчи од странство, а во прва лига ќе има поголем фонд на играчи со подобар квалитет, веројатно и со поголеми примања. И сега кога зборуваме за тој бараш надпревари за тие странци кои што ги има, колку тие бараш надпревари се клучни пред се за влез од втора во прва лига со оглед на фактот дека нели спомнавме, прва лига има право на странци, второлигаш немаат право на странци. Има ли некоја рамноправност третата екипа која што ќе биде во втора лига да се спротивстави на екипата моментално која што 10-та нели во првата лига? Многу тешко затоа што екипата која што игра бараш од прва лига пред се, како што кажавте, има предност играчи од страна, друга предност низ целата сезона надпреварите се со подобар квалитет, сите екипи во прва лига се нормално поквалитетни од екипите во втора лига, така да надпреварачкиот ритам во прва и во втора лига не е исти. Голема предност има екипата која што игра бараш од прва лига. Значи можеби ќе треба да се размисли тие бараш да бидат мината па да имаме директен нели влез. Или евентуално кој е вашиот став, може да се овозможи барем и второлигашите да регистрираат може 2, 3, 4 странци. Да, но тоа е многу тешко изводливо кај нас, зашто тешко некој играч би дошол во втора лига Македонија да се надпреварува. Пред се за тоа требаат сериозни финанси и сериозна конструкција. Или може и по тој случај ќе се потиснати македонските играчи пак? Да, за мене лично втора лига треба да биде одскочна даска за младите играчи од 18-19 години кои што завршуваат со младински категории, тука да добијат шансата за да можат да напредуваат во нивните кариери. Така, и сега спомнавме и за развојот на самиот тој фудбал. Со оглед на фактот дека имате богата кариера, сте поминали низ многу квалитетни клубови, како се работи со младинските категории, колку им се дава шанса на младите играчи? Па во нашата држава јас мислам дека има многу квалитет, многу талентирани деца, но условите тоа не го дозволуваат. Треба посебни терени, треба терени со вештачка трева за да можат тие деца да напредуваат и на сите да им се даде подеднаква шанса.
Така. И сега спомнавме подобрување на самата инфраструктура, констатираме дека квалитетот се зголемува. За тоа да биде уште подобар во иднина, да имаме поквалитетен фудбал кој што можеби ќе ни даде поквалитетен фудбал и кога екипите ќе излезат во Европа, за да имаме нели константно некој представник во Лига на шампиони, ајде да речеме во конференцска лига, во Лига Европа, колку е тука клучно за да се направи, за да можеме да имаме константен представник во европски надпреварување. Па да, тоа едно ниво пред неколку години го држеше работнички кој што константно беше во Европа, имавме и добар коефициент, но веќе со текот на годините секој клуб што ќе излезе во Европа не го поминува ни првото коло и со тоа автоматски ни паѓа коефициентот за квалитет на надпревари во Европа. Треба да се подобри тоа со добра работа во младите категории, со давање шанса на пред се на нашите играчи домашни, кои што утре би биле носители и во клубовите и во репрезентација, а да речеме и еве Елма се пример кој што искочи надвор и е квалитетен и во италијанската лига. Така. И сега кога зборуваме за квалитетот на македонскиот фудбал, спомнавме дека нели фузирањето на една единствена лига даде квалитет. Колку пак имаме можност за развој на фудбалот во малите средини. Вие доаѓате од Пробишти, тука нели фудбалски клуб Рудар кој што во минатото бил и во повисок ранг на надпреварување. За жал минатата сезона го откажа учеството, има некој најави дека ќе се реактивира. Колку мали места како Пробишти можат да дадат на квалитет на добри играчи, да имаат своја база нели како што спомнавте вие на домашни играчи, а да биде нели на дополнет екипата со по некој играч од страна пред се од други градови, ајде ако не од странство. Секако дека можат, како што спомнав и претходно, по малите градови треба да се вклучат активно во создавање на млади фудбалери. Во Пробишти конкретно моментално се работи одлично во младинските категории, каде што има 4 тренери задолжени за развој на младите фудбалери. Одлично работат, имаат и резултати и ние ќе се потрудиме, во понеделник има изборно собрание, да се промени управниот одбор на клубот и да се активира клубот на стабилна финансиска конструкција и амбиции за влез во втора лига. Значи, очекуваме промени во фудбалски клуб Рудар од Пробишти и тоа значи дека од следна сезона Рудар ќе го гледаме одново во трета лига Исток со амбиции за влез во втора лига. Да, такви се најавите, јас лично верувам дека ќе се остварат, работиме сите на тоа кои што сме инволвирани таму, за тие деца кои што се во младите категории, кои што работат одлично, имаме две генерации кои што се и со резултати одлични во нивните категории, за тие деца утре кога ќе завршат со младинци да имаат каде да настапуваат во нивниот роден град, да не мора да бараат друга средина, да речеме во Велес, Скопје, Штип или без разлика. Така и сега кога спомнавме на тема Рудар и Пробишти, во каква кондиција е стадионот и пред се кога зборуваме за нели настапот во трета лига Исток, дали веќе се размислува за ростер и дали ќе се подпре на домашни играчи или можеби ќе биде надополнет со некој играч од страна? Па пред се ќе се базираме на домашни играчи, да го искористиме квалитетот што го имаме од нашиот град и од тука ќе си биде назначен управен одбор, председател, спортски директор и тренер, кои што ќе си одлучат на кои позиции им фалат фудбалери, ќе си побараат решение доколку го нема во нашиот град од страна, затоа што сите знаеме дека тоа пред се кошта финансиски и оптоварување за буџетот на клубот. Ќе го видиме ли Бојан Иванов во Рудар одново и да помогне клубот да дојде со своето искуство кон втора лига? Па јас на клубот од мојот град ќе му помогнам со се што можам, а моментално сум на размислување, имам неколку понуди од втора лига, од исти од прва. Рано е за тоа да се одлучи, но од секој аспект ќе му помогнам на клубот од мојот град. Минатата полусезона настапувавте и во Прегалница, односно тоа актуелна сезона, есенскиот дел, пошто заминавте во Германија. И сега спомнавте понуди кои што ги имате од втора и прва лига, тоа значи дека сезоната ќе ја стартувате дефинитивно или ќе ја продолжите во кариерата во македонскиот фудбал. Да, на почетокот на сезоната бев во Брегалница, од Кожув потече во Брегалница, но искрен да бидам, не бев задоволен од минутажата која што ја добивам во клубот и одлучив да си заминам. Во исти момент ми се појави понуда од Германија, решив да се обидам таму, но знаете, кога потпишуваш за некој клуб, не менуваш само клубот, туку целата средина, начин на живот, луѓето со кои си опкружен и за мене беше тоа голема промена. Не можев да се адаптирам, не се снајдов најдобро и дефинитивно се враќам во Македонија и ќе барам тука нова средина. И сега спомнавте за таа средина. Животот на еден фудбалер пред се во македонскиот фудбал
Спомнав дека имате поминато многу клубови, многу градови, многу средини. Ете, може би предноста е тоа што речи се во секој град ќе имате по некој пријател, другар, познаник. Колку е тешко да се живее настрана? Одделенете, вие сте од Пробиште, подете играте, живеете во Гевгелија, па можеби во Скопје, па можеби еден во Охрид и во ред други градови. Па да, фудбалот си има своји предности, како спортист животот е убав, но секој дека има и своји мани. Одделени сте од семејството, одделени сте од секакви семени прослави, видување со најблиските, но од друга страна тоа може да ви донесе многу подобар живот и поквалитетен. Јас лично живеев во 7 градови во нашата држава, како што се Скопје, Гевгелија, Струмица, Виница 3 години и така. Поминав одлично во многу голем дел од нив, но секој клуб си има одредена структура на луѓе кои што уводат и во одреден период може да дојде до немање финанси, до немање доволно плати за играчите, а тоа не треба да оди во таа насока. Еден фудбалер кој потпишува за еден клуб, практично на него тоа му е работа, исто како некој што оди во не знам, во конфекција, во фабрика, во било што. Така. И треба во годината има 12 месеци, треба да биде испочитуван сите 12 месеци да дојде парични средства кои што си има договорено. Кај нас во клубовите голем дел функционираат докај што трае сезоната, толку ќе има пари, да речеме 10 месеци сезоната, 10 месеци ќе има пари. Еден фудбалер не може да игра фудбал 10 месеци, а 2 месеци да биде обичен работник, па пак да се врати на фудбалот. И тие 2 месеци треба да биде во добра кондиција, да се храни правилно, да живее спортски и така натаму. И сега спомнавме најголем дел се проблем финансиите. Пред се гледам дека клубовите дел од нив нели кубураат одвој со финанси, некои се подобри, некои полоши. Спомнавте 10 месеци со 12. Тоа е најголем проблем кој што се случува за жал. Годината има 12 месеци, нели секој работник како што спомнавте било каде да работи добива плата за тие 12 месеци. Проблем се финансиите, тоа го констатиравме со многу други. Сега кога практично вие почнувате сезоната, потпишувате договор, колку фудбалерите се заштитени од аспект на тоа дека нема да се случи ситуација 3, 4, 5 месеци еден фудбалер да не добие плата? Па, многу малци се заштитени. Јас имав една ситуација со фудбалскиот клуб Работнички. Потпишав договор професионален на 2 години. Кратко време по потпишување на договорот настана повреда на тренинг. После повредата недела-две клубот побара од мене да си одам. Сега повреден фудбалер со вајачки договор, немаш кај да се обртиш, нема кој да те заштити, има синдикат на фудбалери, најчесто не се во можност да помогнат, не знам поради што е тоа. Но во голем дел од случаите не функционира, да, во голем дел од случаите фудбалерите не се заштитени. Јас во сето тоа гледам малку и наша кривица, заради тоа што ќе ти јави некој клуб да потпишеш некаде и само идеме брзаме да потпишеме. Да, може да потпишеме договорот, но со менаџер, со адвокат, да биде по сите правила и прописи, за утре ако настане спор, да има суд кој што може да одлучи кој е во право, кој не е. И сега овие договори кои што ги потпишуваат, ете и да не е менаџери и адвокат во прашање, колку имаат тие правни издржност тие договори? Па имаат, но во голем дел од случаите е надлежен арбитражен суд Скопје и сега ќе нас знаеме како функционира работите. Во тоа арбитражен суд може да е некој близок на газда на клуб, нешто да е од тој аспект, но тоа не треба да е така, тоа треба да се искорени. Фудбалерите бидат заштитени пред се од Фудбалската федерација на Македонија, а потоа да можат да функционираат и да се развиваат. Може би треба да се размислува во ситуација каде што клубовите би приложувале некоја банкарска гаранција во случај да дојде клуб да банкротира или ред други работи, да имаат фудбалерите и тренерите како нели да се заштитат со тоа што ќе се искористат тие средства таа банкарска гаранција. Па да, тоа мислам дека новата управа на Фудбалската федерација ќе го направи, клуб за да се надпреварува во прва или во втора лига, да депонира банкарска гаранција од одредени средства, за да може да си ја покрие сезоната. Да не дојде ситуација како во многу клубови во минатото што се има случувано 7, 8, 10 кола или ќе дојде втора полусезона 26-7 кола и ние веќе се откажуваме да играме, не можеме да ги платиме играчите. Така. Значи тоа е катастрофа, и автоматски тоа се веќе нарушува целото првенство од аспект на тоа дека ќе се јавуваат екипи да имаат слободно коло, да одмараат, па може да се погоди репрезентативна пауза на екипа да имаат 20 дена слободно. Да. Сега спомнавме за финансиите, колку можеби лично на искуство сте осетиле пример, ете
последната плата не сте ја добиле, го напуштате клубот, заминувате, нели кариерата продолжувате во друга екипа, платата не се исплаќа. Тоа е многу чест случај кај нас, што не треба да е така. Значи, голем дел од клубовите завршува сезоната, чекаат да видат кои играчи ќе останат, кои ќе си отидат, на тие што ќе си отидат да не исплатат некои средства што фудбалерите ги имаат заслужено затоа што имаат настапувано, тренирано, поминувано време во тој град или во тој клуб. Значи треба да бидат испочитувани до крај. Значи, сепак дефинитивно може да констатираме дека од тој дел сме многу на некое лошо ниво, можам да кажам слободно, каде што за жал мора многу работа да се променат ако сакаме нели да имаме подобрување пред се мотив кај младите фудбалери за професионално да работат, да не се принудени некој поради тоа што нема 3 месеци плата да почне да работи нешто друго за да преживее. Па да, ама млад фудбалер кој ќе почне да работи нешто друго, после многу тешко да се врати на фудбал, треба секојдневно да тренира, да се развива, да е во системот за да може да напредува како фудбалер. Така. И сега спомнавме низ целата ваша кариера. Колку се квалитетни тренеристи во Македонија, колку пример се посветува внимание на професионалност, колку зборуваме за првата и за втората лига, колку пред сега, ако зборуваме за втората лига конкретно, колку од екипите кои што имаат амбиции за повисок ранг на надпреварување, можеби нели потпишуваат договор со одредена екипа, сакаме влез во прва македонска фудбалска лига, да се бореме за тие нели 2 места кои што директно водат, колку е квалитетот тука и во тренинзи, и во организација и во ред други работи кои што се внатре организацијски, тоа што јавноста не го знае. Па добро, како што спомнав и на почетокот, искрено квалитетот во екипите во последните години е многу подобрен. Струга работи одлично, Шкендија, работнички со години е на завидно ниво, зборуваме за првата лига, еве се појавува Силекс кој оваа година се бореше и за шампион, значи работата си дава резултат. Клубовите имаат услови, голем дел и куборат со услови со терен, како што ви спомнав. Секој клуб треба да има барем еден терен за вешчка, треба затоа што кај нас знаеме зимските припреми не може да се одржат на теренот на кој што вие играте утакмици. Так. Мора да имаш посебен терен за да ги одржиш тренизите, исто така теретана, суплементација за да биде тоа на едно добро завидно ниво. За жал гледаме дека поголем дел од терените се и преоптеретени, каде што играат и младински категории, каде што се тренира, се играат првенствено надпревари и буквално теренот е како некоја ораница. Па да, квалитетот на фудбалерите во младите категории ни е на одлично ниво, инфраструктура, соблекувални, трибини е на ниско ниво. Тоа треба све да се подобри доколку сакаме да напредуваме. И сега, со оглед на фактот дека сте долги години во фудбалот, ако направите на компарација од аспект на публика, колку има посетеност по стадионите и на надпреварите? Многу е намалена. Многу е намалена за разлика од периодот кога започнав да играм, веќе јас 10-12 години сум активен фудбалер. Во последните години 300, 400, 500 луѓе. Вчера гледавме куп финале на Вардар, градски полупразен, што искрено не треба да е така. Јас очекував вчера полн стадион, градски да свети, но зборуваме за куп финале, што останало за тоа за првенствена надпревара? Да, првенствена надпревара или да речеме втора лига или но по малите места се во ред, мислам дека со помалку луѓе располагаат и тие кои што слободни секојаш сабота или недела ќе искочат да го поддржат својот домашен тим. Така, па може да кажеме дека дури во втора лига, па и во трета лига одредени надпревари се многу побројни од аспект на публика, каде што луѓето едноставно сакаат да постат некој надпревар за разлика од првата македонска фудбалска лига. Па да, еве гледаме за тоа ова година пример беше Башкими, кој што секој надпревар на домашен терен, трибината беше исполнета до последно место со поддршка, со све и го гледаме и резултатот, луѓето според мене заслужија да играат бараш ако не и директно да влезат во прва лига. Така. И сега она што имавме нели тој спорен надпревар кој што беше Кожув Башкими и ред други работи, колку се игра фудбал, колку се игра не фудбал, од аспект на она што го имаш осетено на своја кожа како професионален фудбалер. Па добро. Кожув Башкими надпревар, јас бев година и пол во Кожув во одреден период како капитен на екипата. Тренер беше Трајче Сенев, потоа го наследи Филип Деспотовски и двајцата тренери активно работеа во ФК Кожув да приклучат домашни играчи, младинци во првата екипа. Мислам дека веќе има 10 фудбалери, можеби 12 од Гевгелија кои што се активни членови на првата екипа и добиваат сериозна минутажа. Ова што се случи со Башкими е за секоја осуда каква порака се праќа на младите фудбалери.
на тие што настапувале, на тие што чекаат шанса да настапат, значи Така. ова треба да се искорени и веќе да не се повтори никогаш. Треба да се најдат соодветно кои се инволвирани и да се реши случајот како што треба. Така. Сега спомнавме за развојот на младинскиот фудбал, спомнавте дека во Пробишти активно се работи, што е за поздравување пред се мало место, што значи дека Рудар ако настапи нели во трета лига по война ќе има своја подлога на домашни играчи. Колку е тешко и како вас ви беше еве од лично искуство или од сегашен аспект на тие кои што завршуваат со младинскиот фудбал да дојдат до сениорски фудбал? Колку е тука тешко да се направи? Гледаме дека многу фудбалери не им се дава шанса, се разочаруваат, се откажуваат и не знаат како да го пронајдат патот да стигнат да заиграат сениорски фудбал. Лично за мене беше доста тешко, затоа што јас на 14 години заминав за Скопје. Прв фудбалски клуб, да речем, во млади категории после Рудар ми беше ФК Работнички. Таму наставав 3 години во младинци. Знаеме таму каква е конкуренцијата, целиот квалитет на фудбалери од млади категории е концентриран најголем дел во Скопје. Конкуренцијата е огромна. Јас сум генерација со фудбалери кои што се сега репрезентативци на А селекција, Даре Велковски, Ѓоко Зајков, Бобан Николов, голем дел нив беа во тоа време, Даниел Аврамовски во тоа време беа фудбалери на Работнички и беше исклучително тешко да се заигра од младински категории во сениорски фудбал. Па тука дојде до договор да ме пратат на позајмица во Македонија Ѓорче Петров и првите мои чекори во сениорскиот фудбал ги направи во втора лига во Македонија Ѓорче Петров, каде што изиграв една сезона, потом имав кратка пауза и така натаму. И така се развива кариерата, значи генерално може да констатираме дека е тешко пред се во екипи кои што се поголеми, каде што располагаат со големи школи да се пробиеш да се изфилтрираш практично. Многу тешко, посебно за играч кој што доаѓа од внатрешноста на државата. Скопје е малку комплицирана средина. Знаеме како нас не доживуваат и јас секогаш велам треба да се поклопат коцките. Така, некојаш треба и спортска среќа. Спортска среќа да се поклопат коцките и многу работа. Ќе има ли публика во Пробишти ако ете се врати Рудар? Желен ли е градот? Сака ли? Има ли желба кај луѓето да гледаат фудбал сениорски со оглед на фактот дека една година пауза имаш? Јас веќе месец дена сум низ градот, со луѓе се контактирам, со бивши фудбалери, со сегашни фудбалери. Желбата за фудбал во Пробишти е огромна. Останува на нас да сработиме, да оставиме подлога за тие млади фудбалери кои што се надпреваруваат, да можат утре да покажат својот квалитет во сениорски фудбал. Да не мора да бараат средини. Скопје, не знам, преска спомнав. Градот е желен за фудбал. ФК Рудар има сериозна посетеност и во трета лига кога нема амбиции. Јас велам да видиме да имаме амбиции, да влеземе во втора лига, па да видиме дали трибината ќе биде полна, празна или како ќе функционира. Така, и сега спомнавме само околу самата инфраструктура, во каква кондиција е сега моментално стадионот, дали се очекува можеби подобрување, некои активности, планови, како стои тука клубот и размислувањето? Стадионот е во перфектна состојба, збориме за тревникот. Така. Има некои аномалии кои што треба да се средат, како што се соблекувалните, кабинките за резервни фудбалери, но тоа е мала инвестиција. Како што спомнав претходно, председателот на Совет моментално е бивш фудбалер кој што е сериозно ангажиран на таа тема и се надевам дека во следниот период се тоа ќе биде средено за да може од јули или со оглед на тоа кога ќе почне првенството да се почне со тренинзи и да се надоградува екипата. Така, и сега тоа значи дека Рудар би се вратил во трета лига исто. Следна сезона размислување кажавте, нели планови амбиции можеби да се атакува на тоа прво место кое што ќе видиме какви ќе бидат сега околности, дали ќе има директен влез, дали повторно шампионот ќе игра бараш, нели? И сега тука имам две прашања. Прво, дали направивте некоја солуција, размислување за квалитетот и за тоа што практично ќе се случува и очекува од трета лига исток следната сезона, од квалитет, од екипи, од конкуренција и така натаму? Па да, пред се ќе се почека да се види со баражите што ќе се случува. Знаеме дека треба да се играат 3 баражи за влез од трета во втора лига, Слога Виница, Преспа, Големо Конјар и Тетекс и Осогово и Шкендија Рачиново. Со оглед на тоа што ќе биде од баражите, ќе ги правиме и нашите калкулации. И сега, второто прашање ми е околу баражите за влез од трета во втора лига. Станувате шампион на трета лига и играте бараж. Колку тоа е добро или лошо и дали може би треба да се промени таа концепција да бидете шампион и да имате загарантиран влез во повисок ранг на надпреварување? Да, но за да има загарантиран влез во
од трета во втора лига треба се намалат екипите во трета лига, треба да има барем 3, за една да игра бараж, 2 да влезат директно, сега има моментално 5 и од тие 5 се прави селекција за влез. Колку се квалитетни тие региони? Можеби ако гледаме дека за жал поголем дел од регионите започнуваат со 12, завршуваат со 10, со 9 екипи и 2-3 ќе се откажат. Па исто така како што спомнав и за втора и прва лига, квалитетот на надпревари низ текот на целата сезона е на многу пониско ниво во трета лига отколку во втора, да речеме второлигаш кој што би требало да исполни, кој што ќе игра бараж за да остане во втора лига. Цела сезона има поквалитетни надпревари, поквалитетни фудбалери, поквалитетни трензи и самото тоа автоматски е во предност пред тие што се во трета лига. Да речеме една екипа да го сака директен влез, сигурен влез, треба да се однесува како што се однесуваше Слога Винеца последните години, работеа професионално, ангажира играчи од втора лига, искусни играчи кои што ја помогнаа да бидат таму кај што се. Јас верувам дека и баражот ќе го поминат и ќе бидат второлигаши. И сега и тука е интересно прашање доаѓа сега, ги спомнавме нели баражите, кои се вашите очекувања? Како со оглед на фактот дека ги знаете генерално играчите во Македонија, ги знаете екипите, квалитетот, што очекувате? Ете да ги искоментираме накратко ако може овие бараж Преспа со генерално овие се нели шампиони, петте шампиони со Осого кој што е нели во тој кој што ќе бара опстано како второлигаш. Што очекувате ви од овие бараж надпревари кои што се веќе во сабота? Па добро, како што реков, нели јас останав да следам нашата лига и ги знам голем дел и фудбалерите и екипите како функционираат. Во Слога Винеца бев 3 години активен член фудбалер, поминав преубави 3 години таму. И искрен да бидам, на Слога Винеца давам голема предност пред Преспа, зашто знаеме дека Слога ангажираше Иван Настевски, Виктор Красиви од Брегалница, Дарко Стојанов и да не испоменам веќе докажени имиња во македонскиот фудбал. На Слога Винеца давам сериозна предност пред Преспа. Големо Конјари активно се борат за влез веќе неколку години, но често ќе доаѓаат до второ место, до бараж, па нема да влезат и така. Тетекс има минато клуб со традиција и тука би му дал предност на Тетекс, кој што очекувам да биде победник во баражот и да влезе во втора лига. И дербито се знае Осогово Шкендија Рачиново, Шкендија Рачиново сериозна екипа со сериозни фудбалери, без разлика што надпреварува во трета лига, имаат исклучителен квалитет, ангажира фудбалери од Вардар, од прва лига, од втора и мислам дека со Осогово ќе биде вистинско дерби за уживање од баражите, кое што ќе го одлучи последниот патник за влез во втора лига. И сега во недела има уште еден бараж, тоа за прва лига Беса Башкими, тоа што го спомнав, нели, правото на странци. Да, за прва лига исто интересно, Беса има неколку странци и искусни играчи, пред се предводени со Армен Талими, кој што е феноменален играч, има искуство во Европа, долги години во Шкендија. Башкими покажа сериозен квалитет, цела надпреварувачка сезона во втората лига. Дома, како што спомнавме, имаше и сериозна поддршка и од навивачи, целиот град Куманово е зад клубот. Така да мислам дека ќе биде многу интересно за бараж надпреварот за влез во прва лига. Башкими е квалитетен, мала предност има Беса заради посилните надпревари што ги играше цела сезона, но останало да видиме кој ќе биде посреќен и ќе остане во прва лига. И сега го направиме пак една ретроспектива на тоа што се одигра и во првата и во втората лига. Ете во првата лига видовме дека една голема борба пред се тука, Силекс до последно коло нели беше во трка за титулата, работнички тука. Пред да започне сезоната, кои беа вашите согледувања, како сега гледате на првата лига? Очекувавте ли една ваква динамика да има првата лига? Па, искрено Силекс не изненади сите, но тоа е резултат на последните неколку години. Силекс го задржа ростерот, имаат квалитетни играчи, квалитетни странци и многу е различно за некоја екипа кога ги смени 7-8 фудбалери, треба време за да се воиграат по пријателски надпревари, така натаму, но Силекс го задржа ростерот, квалитетно работат и за мене не изненадување овој резултат. Така. Беа до пред 2 кола, 3 беа во игра за шампион, што е сепак сериозна работа. Така.
И сега, ако се вратиме пак во долниот дел од табелата, тука нели Брера видовме најаве, нели има за излез во Европа за титула, на крај се сведе да се борат до последно коло за опстанок. Тука Беса како дебитант ете се избори нели за да игра Бараш, видовме што се случи со Воска и Гостивар ги изфрлија од надпреварување, па така на тој начин неколку екипи се спаси Тиквиш кој што беше нели освојувач на купот, исто така се сведе на борба за опстанок. Имаше ли може некој изненадување во негативна смисла, ајде ако можам така да се изразам, фудбалска? Па најголемо изненадување во негативна смисла е постапката на Гостивар, тоа е за секоја осуда. Не може, не знам, тоа не е случило во трета лига на сред надпревар, као загубија 2-1 и готово е повлекуваме екипата, тоа е за секоја осуда. Така. Значи клубот тоа што го изфрлија во најнизок ранг си го заслужи и тоа не треба да се случува веќе никогаш. Така беше и со надпреварот Воска со Вардар кога Воска практично не го продолжи нели надпреварот, па и Воска го доби тоа што го доби да игра во општинска лига, всушност или четврта лига по ранг на надпреварување. Да, но тоа не треба да се случува, тоа е не знам со какви проблеми се соочуваат тие екипи, знаеме за Гостивар дека трошеше сериозни суми на пари за фудбалери, како што спомнавме странци, многу играчи донесоа од турска лига, од Европа, за такво однесување не е својствено за клуб од рангот на Гостивар кој што потрои сериозни средства. Така. И сега ако направиме пак една анализа на втората лига, со оглед на фактот дека вие втората лига ја започнавте нели како играч на Брегалница, дојдовте од Кожув, одигравте тука ми се чини некаде околу 2 месеци се задржавте негде во пред да замените во Германија, спомнавте дека поради недоволната минутажа заминавте од Брегалница. Кои беа плановите и амбициите и на клубот и на вас како играч и од денешна перспектива, мислам од денес ако ја анализирам втората лига, очекувавте ли нешто тогаш со ова што сега се поклопија или коцките околу екипите кои што се боре за прва лига? Па не, апсолутно не. Јас Брегалница сметав за апсолутен фаворит за влез, уште знаеме дека претходната година испадна од прва лига во втора. Исто и јас од Кожув во Брегалница дојдов со големи амбиции, со амбиции за влез во прва лига, но работите не секогаш откако што очекуваме. На почетокот беше се супер, Брегалница имаше одличен ростер, но во краток период Брегалница си дозволи да ги загуби двајцата најискусни играчи. Мене поради заминување во странство и како што кажав не бев задоволен од минутажата која што дојде во клубот, и Зоран Дановски кој што следната недела или следниот надпревар се повреди, има сериозна повреда со коленото и веќе не можеше да се врати во надпреварувачки ритм. Да речеме тој беше лидер на екипата, водич со искуство во странство и за Брегалница потоа првата полузона ги доигра надпреварите, мислам ги доигра. И супер све игра, има супер резултати, но во втората полузона падна. И сега тука ја гледам грешката кај раководството, кој што можеа во зимскиот преводен рок да ангажираат 3 до 4 засилувања за да бидат уште конкурентни да се прошетаат. Не да се прошетаат, туку да влезат директно во прва лига. А они си дозволија да не играат ни Бараш, што за мене е изненадување. И исто така големо изненадување директниот влез на Арсими во прва лига. Ги искористија грешките на противниците, Башкими кикс на дома со Борец, Подоцна со Скопје, Брегалница не ги доби надпреварите со Вардар неготино на гости, со Детонит дома, што доколку имате амбиции за прва лига, тоа се надпревари што по секоја цена мора да ги добиете, но за тоа ви требаат искусни играчи кои што ќе бидат лидери на екипата и кои што тие млади фудбалери ќе ги водат во победи. Значи овде може да констатираме дека Арсими реално има јас би рекол така, одличен раст, бидејќи за тие игра на 22 јуни 2022 година против Овче поле Бараш, влего е од 22, тоест 23-та, 24-та до сега тие се веќе во прва лига. Тоа е пред само 2 години, се сеќавам сите Арсими кои играше Бараш со Овче поле, но Арсими одлично работи сите овие години, има одлична финансиска конструкција, имаат пред се домашни играчи на кои што се подпираат и Арсими го задржува ростерот неколку години поред. Затоа Арсими е конкурентен со секоја екипа во втора лига. Да речеме еве една Брегалница која што испадна од прва лига, па смени 8-9 фудбалери, а со Арсими веќе доаѓа на некој исто ниво кој што играчи се заедно, функционираат заедно, тренираат и напредуваат. Арсими се засили со Бобан Ѓоргиев и со уште двајца фудбалери. Нема некои големи промени во ростерот, затоа Арсими е таму кај што е.
Значи, може да констатираме дека екипите кои што често знаат да направат некои радикални промени пред се на полусезона или на самата сезона или помеѓу една до друга надпреварувачка сезона да влијае тоа да екипата не се во игра, да се промаши некое засилување и да се рефлектира врз самата игра. Секој дека многу влијае, тоа не е исто фудбалери кои што со години играат заедно и фудбалери кои што се сретнуваат сега, па треба да градат тим, треба да градат хемија, треба да градат менталитет на теренот, се си носи своje позитивни работи и негативни. А Арсими ја искористи ситуацијата максимално позитивно и си се на место кај што заслужија да бидат. Ѓорче стана шампион, тука веќе буквално го има и најквалитетниот, па и можем да речеме и најскапиот тим во Ѓорче, да, најскап тим, фудбалери од прва лига, Крсте Велковски, Кире Марковски, одлични играчи, бивши репрезентативци кои што го водат клубот во успеси и се заслужено таму кај што се доминира цела година низ втора лига, немаа проблеми со помалите екипи, немаа киксови како што спомнавме за Берганица и за Башкими кои што не добија надпреварство, да речем, со Вардар неготино, со Согово или со Башкими знаеме дека во Кочани изгуби 1-0. Така. Значи се губат бодови на места каде што практично треба буквално да има надпревар. Тоа го правев јас и во оние анализи кои што ги правевме. Реално можеме да констатираме дека Брегалница имаше посла простор во можеби во пролетниот, во однос на есенскиот дел, во квалитет. И пред се затоа што немаше некоја доминантна игра во која што надпреварите ќе ги решува многу порано со 2-3-0 на полувреме или да има игра каде што противникот ќе оторпедира нонстоп со напади, со креирана шанси на акции. Па да, како што спомнавме и низ годините назад тоа се докажало, низ примери многу. Првенството се губи со малите екипи. Во дерби надпревар Берганец ќе победи Башкими или Башкими ќе победи Арсими, бодовите се тука во круг, но првенство се губи со помалите екипи. Башкими не го добио Согово, кај што да речеме мораше да добие. Берганеца не победи со Неготино и со дома со победа прво коло во втората полусезона и тие 5-6 бода, да речеме и 7 се клучни во крајниот изглед на табелата. Така, не сега во финишот на самата емисија накратко ќе искоментираме кога потпишувате договор со некоја екипа. Спомнавме нели дека често знаат екипите да го задржат нели росторот за да планираат да го надоградуваат со 1 до 2 со 20 играчи за силување, меѓутоа се случува нели тие радикални промени кои што испомнавме. Колку вие кога сте потпишувале договор со некоја екипа, ви е презентиран план на тоа дека клубот има, не знам, 5 годишен план, 10 годишен план, како ќе се развива, како нели росторот ќе се задржи, кои засилувања ќе дојдат, колку тоа кај нас изгледа професионално, преговорен е фудбалер со екипа кој што има високи планови цели. Па добро, јас во секој клуб кај што потпишував, како што спомнав и на почетокот, не потпишував само со клубот, со средината, со луѓето кои што се појавуваат во клубот, со играчите и сметам дека е од голема важност да се задржат играчите, да има, како и вие што спомнавте, да има клубот план, цел за наредните неколку години, да не биде тоа краткотрајно или само за оваа година, последната година ќе земеме нови 8 играчи или како што некои екипи практикуваат, добро 5 нови засилувања, да речеме од Скопје, една кола, ќе помине оваа година, ќе останеме должни 2-3 плати, последната година ќе земеме нови 4-5 и така, ама кај нас фондот на фудбалери не е многу голем за да може така да се функционира. Една година, две, третата ќе нема фудбалери кои што ќе сакаат да играат за тој клуб. Така и ќе се направи проблем веќе бидејќи нели ќе се стесни кругот како што спомнавме мал број и на крајот, така и на крајот од денот само ќе го биде лош глас самиот клуб и ќе дојде ред да се соочи со недостиг на самите играчи. На крајете можеме само да искоментираме очекување, спомнавме да финишираме, да резюмираме дека Бојан Иванов ќе го гледаме во македонскиот фудбал следната сезона, останал нели знак прашалник каде ќе се продолжи кариерата. Да, тоа е дефинитивно, како што спомнав, имам веќе неколку конкретни понуди, сега се 3, но има време до почетокот на првенството и до почетокот на припремниот период. Нека завршат баражите, ќе видиме кои екипи ќе бидат во втора лига, кои екипи ќе бидат во прва лига и верувам дека ќе изберам најдобрата понуда која што ќе имам. И да започне нов предизвик во вашата кариера. Па да. За крајете можеме некоја ваша порака која што би била пред се до младите фудбалери како еден поискусен фудбалер, што би било на што би сакале вие да го посочите на младите фудбалери кои што можеби некој вие сте идол, можеби некој млад фудбалер кој што го следи вашиот пат? Па добро, за младите фудбалери пред себе рекол дека треба да работат напорно, да ги слушаат инструкциите од тренерите. Во државата имаме многу квалитетни тренери кои што можат да и покажат и да ги насочат на правилен пат. Фудбалот
е прекрасна игра, треба да практикуваат поголем број на млади луѓе и да се насочат во вистинска наскоја во животот, затоа што ќе помогне многу во развој на личноста, во развој на карактер и за се натака во животот. Уште наш благодарност за вас за одвоеното време, за можноста, се надевам го задржавме вниманието на гледачите до крај. Направивме анализа на се она што се случуваше во фудбалот и откривме некои детали за кои што ете во следниот период пред се околу фудбалски клуб Рудар ќе информираме што и како ќе се случува таму. Па да, за сите настани ќе бидете благовремено информирани, дали јас ќе бидам дел од клубот или не, останува да видиме, тоа зависи од раководните луѓе и од управа на клубот и од понудите кои што ќе ги имам, но за сега ќе бидете благовремено информирани. Уште еднаш благодарност и многу среќи понатаму. Благодарам и за вас голема, па се гледаме во некоја наредна прилика. Така. Почитувани гледачи, ова беше се што имавме за ова издание на спортскиот магазин Трибина, кој што од самиот почеток го посветивме на македонскиот спорт. Останете и понатаму со програмата на МН телевизија и пријатна вечер.